Левица најавува уште еден обид во последен момент да се постигне консензус за изборниот законник. За утре иницираат координативна средба на сите опозициски партии на која ќе се обидат да ги усогласат ставовите и да формулираат заеднички предлог што ќе биде доставен до владеачкото мнозинство. Нашата цел не е уште една политичка средба без исход, туку сериозен обид опозицијата да застане зад најголемата демократска реформа на изборниот систем – една изборна единица. Доколку постои добра волја, понеделник може да биде почеток на процес што конечно ќе ја воспостави еднаквоста на секој глас. Левица ќе направи се за да изгради заедничка позиција околу една изборна единица. Од оваа партија реагираат дека е несериозно мнозинство да се повлекува од процесот и одговорноста да ја префрли врз опозицијата, затоа што изборниот законник е еден од најважните закони во секоја демократија, но ВМРО-ДПМН не отстапуваат од ставот. Опозицијата да седне и да се договори што сака, а ние веднаш тоа и ќе го прифатиме, само да се олесни гласањето на диаспората. Одлуката да не се искористи оваа можност и на следните избори повторно да бидеме со стариот изборен законник е исклучиво одговорност на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ. Од СДСМ тврдат дека нема добиено никаква покана за средба, дали ќе учествуваат, ќе одлучат кога ќе ја добијат и денеска го повторија ставот за електронско гласање на диаспората, што е црвена линија на ВМРО-ДПМН. Диаспората гласа и сега, а она што Мицкоски го предлага е механизам за кражба. И СДСМ се обидува да го спречи токму тој обид на Мицкоски да направи и да си обезбеди механизам за кражба преку начинот на кој што тој предлага да гласа диаспората. Кузеска повтори дека се инсистира на ова поради намерата на власта да распише предвремени парламентарни избори кон крајот на ова или на почетокот на следната година. Од знам не се за избори. Дали е момент во Македонија за избори? Сметам дека во Македонија е момент и период кој што треба да се работи за да граѓаните дополнително почувствуваат одреден бенефит од оваа власт. Знам поддржуваат една изборна единица и електронско гласање на диаспората, но не и на локални избори. Утрешниот ден е краен рок да се постигне консензус за да може законот да се донесе во среда.